Самата газификација, добави газификацијата на град Скопје, дел од вашата цифра и второ политичко прашање на цифровниот одбор се отвори воопшто темата за политичка одговорност евентуално на функционери од СДСМ, особено имајќи последните случувања, сињето на Катица Јанева, вчера за председател. Ајде од второво. Мислам дека уште на претходната седница на Централниот одбор беше донесена декларација за борба против криминал и корупција. И во уводното излагање тука на последната седница на председателот беше многу јасно кажано и понешто како изјава медиумите го добивте. Безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата без разлика за кого станува збор. Дали станува збор за лица кои што се во владата предводена од СДСМ, дали станува збор за раководството или за било кој. Меѓутоа, тоа мора да биде како што треба постапки како што се однесуваат за сите. Така да апсолутно ќе повторам она што беше кажано. Нема простор за било кој да биде амнестиран и заради тоа што е на било која функција, дали во СДСМ или во владата која што е предводена од СДСМ. Остануваме на тоа посветени, остануваме на сите оние алатки кои што ги имаат судските органи, обвинителствата, слободно може да ги употребат за било кој функционер од СДСМ. Ќе потрашам, вчера излезе записникот, таму се споменат имиња на функционери на СДСМ, контекстот веројатно го покаже истрагата. Дали вие со вие разговарате, што да речете, дали имате каква поврзаност, каква е комуникацијата во партијата со предводачот за Комуникацијата е одлична во партијата со сите функционери и мислам дека сите тие функционери многу јасно си го кажаа својот став вчера. Мислам дека се произнесоа многу јасно сите. Првото прашање беше за гасификација на Скопје, значи јас зборував овде денес генерално за гасификацијата. Знаете дека има посебно предпријатие, се работи интензивно на тоа, очекуваме дека во најбрз временски период тоа ќе профункционира и се она што ќе значи гасификација на Скопје, бидејќи кажав и вчера, ќе кажам и денес. Гасификацијата во нашата држава е исклучително важен приоритет на оваа влада и ние сметаме дека тоа ќе се случи во дел од овие делници ќе бидат завршени до крај на оваа година, дел некаде до средината на наредната година. Така да мислам дека се она што ќе значи не само во делот на државниот гасовод, туку и на секундарната и терцијалната гасификација ќе биде спроведена. Дали очекувате работните групи во плана да постигнат некаков договор за предлог законот за Од она што сум информиран, мислам дека утре треба да продолжат, од понеделник, така барем беше најавено. Видете, СДСМ инсистира изминатиот период да се постигне договор и се она што во моментов СДСМ го прави во правец да биде донесен закон за јавното обвинителство. Така да, од наша страна се ќе биде направено, се надеваме ние, бидејќи и вчера премиерот кажа дека во најголема мера од предлозите кои што се дадени од страна на опозицијската ВМРО од ДПМН се инкорпорирани, односно се внесени во предлог на законот. Така да очекуваме во наредниот период, реално постои кај нас надеж дека може да дојде договор и да се донесе законот за јавното обвинителство. Нешто околу политичка евентуална, че во просто партијата, вашите согласници, кои статути, меѓутоа, дали партијата во повод созданието, може би имате високи партиски функционери, и прашавте и јавно да споделат некои своји искуства и своји ставови. Видете, мислам дека одговорив меѓутоа пак. Правите отчетност, пошто видите имате декларација, меѓутоа таа декларација е само хартија за сега. Не разбирам во која смисла отчетност, меѓутоа ќе го кажам следново. По нашите сознанија е дека нема замешано функционери од СДСМ. Овие случаи. Понешто, еве вие ми го поставувате како прашање, иако добар дел без разлика дали е Facebook статус, тоа е нивна изјава, многу јасно тие каже она што го мислат. Што кажа и пред партиските дела? Например, зборуваше ли Косина Ремески, равношите листа, Александар Финансовски? А зашто да зборуваат? Ние донесовме декларација. Органите, судските органи, јавното обвинителство апсолутно можат да проверат за било кого во оваа партија, вклучително и ние другите, кои што во тие записници не сме били за било кого. Значи безкомпромисно станува борба и ние сме спремни доколку се докаже било каква одговорност на било функционер да ја носиме таа одговорност.